Реализацијата на капиталните инвестиции целосно потврли. Од стартот на годинава владата успеала да потроши само 23,3% или 91 милион евра од предвидените близу 400 милиони. Владините планови за интензивна изградба на капитални проекти засега се само ветувања. Податоците на Министерството за финансии покажуваат дека во август биле вложени едва 7,7 милиони евра, за разлика од претходните јуни и јули, кога биле инвестирани 18, односно 11 милиони евра. Јавноста негодува. Наместо за капитални инвестиции парите се трошеле непродуктивно. Од владата смируваат, активностите ќе се интензивирале до крајот на годината. Онаму каде што имаше проблеми, кај дел кој што се работи имаше, значи мај, јуни, јули месец исто така проблеми во смисла на временските услови. И тука имаше евентуални недостања, меѓутоа сега еве времето оди во прилог, така да октомври, ноември месец очекувам дека максимално може да се работи, дај Боже и декември да дозволат временските услови. И додека власта слабо гради патишта, градинки, училишта и други објекти од интерес на граѓаните и компаниите, владата реши да троши многу повеќе за социјална помош. Експертите прашуваат зошто голем дел од буџетот завршува за социјални потреби, а не за развој на стопанството. Велат социјалната помош за граѓаните треба да расте, но не во период кога економијата почнува да закрепнува. Ние треба да имаме економски раст од 3-4% до 5%, за да може да биде тоа објаснато убаво овој раст на социјална помош. Ако не се базира на некој нов економски модел кој ќе донесе свежи пари, тоа во некој среден рок може да донесе да се зголеми јавниот долг уште повеќе и јазот помеѓу овие две категории да биде уште поголем. Јавниот долг веќе одамна надмина 5 милиарди евра, а државниот 4 милиарди. Владата се уште нема план како да го реши долгот на општините. Само најави дека во петок конечно ќе се знае дали ќе се прекројува државната каса. И покрај енормно високиот јавен долг од 48,8%, владата планира да го зголеми задолжувањето до 55% од бруто домашниот производ во следните 3 години.